Благодарам, председателе, почитувани колеги, почитувана јавност. И еве, повторно се дискутира за Уставниот суд. За жал, во форма и во начин за кој што оваа институција тоа не го заслужува. Не го заслужува од аспект на овој законодавен дом, не го заслужува од аспект на било кој учесник во работата на пратеник кој што зема квалитетно учество во расправата, не го заслужува ниту институцијата, ниту пак јавноста. Правиме преседани, акробации, прекршувања, газање врз законите, врз деловникот, импровизација еден куп. Зошто? Тоа е првото логично прашање што се поставува. Зошто, со што направил Уставниот суд како институција таква работа да биде така подценуван или понижуван од страна на законодавниот дом? За оние што можеби подзаборавиле, некои можеби не знаат, точно, Уставниот суд не е дел од судскиот систем, но тој е круната на истиот. Круната на еден систем во кој што граѓаните на Македонија немаат доверба. Поточно 92% од нив. Дел, круна на еден систем во кој што 90% од нашите апелациони судови се неажурни. Судски систем во кој што годишно имаме по 140, односно 150 представки за судии од вкупно 500, 400 и нешто. Годишно. Граѓаните гледаат нешто во оваа институција како што е Уставниот суд. И сега имаме ситуација која тоа се руши. Оваа влада со својата цврста намера за демонтажа на Македонија, нејзините институции и национални интереси, стигна и до оваа институција со цел да направиме уште неколку чекори назад. И суштински, и декларативни, и практични, како што се сега сведоци. Не знам дали нашите колеги од власта се движат меѓу народот. Може би да, може би не. Но, еве јас ќе ви ја пренесам дилемата и забуната што правите меѓу граѓаните на Македонија. И прашањето што треба го пренесеме овдека, па може би да го разрешиме, зашто не. Дали е ова пародија или перверзија? И имаат логика и во двете, за жал. Во ситуација кога имаме со часови, со денови расправа на комисијата, да секој поединечен предлог, со присуство од еден или ниеден представник на власта. Никаков интерес за учество во дискусија. Ве молам, проверете уште еднаш записниците од комисијата, да, истата онаа што се уште не е завршена, видите колку наши колеги од власта веле учество да презентираат карактеристиките или позитивните страни на овие предлози. Конечно, вратете ги снимките од оваа седница и видите дали самите предлагачи, нашите колеги кои што ги предложија овие личности за уставни суди, дали воопшто земаат збор и што кажа. Дали најдоа една логична работа на која што може да се укаже, дали најдоа неколку аргументи што ќе може да се поддржат овие кандидати. Не се, дури тоа го земавме во расправата на комисијата. Рековме во ред, може би некој технички не е во состојба да направи форма на биографија, па да обвиваме вакви некои сивиња, во ред, технички оддел, еве да имаат можност да се представат пред нас. Не е тоа интервју, туку едноставно тие самите да образложат и да не уверат зошто тие треба да бидат уставни суди. И тоа не беше дозволено. Самата расправа на комисијата понатаму беше многу јасна и да ги даде сите потребни одговори. Не можеме Татјана Васич да споредуваме со Родна Живковска или професор Зетларов. Имаме 10 минути за говор, тие малкуте што беа присутни на работата на комисијата, зборам за власта, опозицијата беше речиси секогаш во полн состав, беа сведоци дека по 10, 15, некогаш и 20 минути беа потребни само да се изчитаат делата, книгите, трудовите кои што предлозите на опозицијата, пратениците од опозицијата беа доставени за како предлози за уставни суди. По 15 на минути само делата и нивните трудови што се објавени од областта која што ги танкира. Луѓе со долгогодишно искуство во правото,
луѓе препознаени како правници, намерно не го користам истакнати правници, бидејќи тоа очигледно не важи за мнозинството, и луѓе преди се без никаква дамка во нивното децениско работно искуство. Без ниту една дамка, без ниту еден напис. Имавме случаеви за предлозите на власта, каде што со саати се читаа само скандалите по кои што некои нивни предлози не постапиле воопшто. И конечно, откако желбата на дискусија се разоткрие секој нивни предлог или намера, видоа дека тоа ќе трае, видоа дека овие пратеници, представници на опозицијата се посветени, дека нема да се предадат и ќе искористат сите легални средства да се спречи штетата трајна на институција како што е Уставниот суд, се направи ваков преседан. Стои на официјалниот сајт на Собранието дека седницата не е завршена, а ние тука веќе дискутираме и треба да одлучуваме за два предлози кои што најмала рака беа спорни. Не е во ред, повторно ќе кажам, ниту спрема вас самите, ниту спрема Собранието, ниту спрема Уставниот суд. Тоа се дамки кои што ќе останат. Тоа се чекори наназад на таква важна институција за која што се разбира дека ќе има консеквенции понатаму. И останува вториот дел. Зошто еден обичен граѓанин ќе смета дека ова е преверзно? И кога вие се обидувате административен чиновник на режимот, што се претворил во бизнис стратег на Филипче, денеска се продаде како уставен судија. Тоа не проаѓа. Тоа не проаѓа никаде. И отсутството на реплики или отсутството на дискусија тоа нема да го поремети. Луѓето се навредени од таквиот однос на власта кон нивната интелигенција. Може би Татјана, Васич и другите предлози се истакнати, но не се како правници. Најмалку во спореба на некои други предлози што ги имаме. Се истакна во уредби кои што ги укинуваше токму тој Уставен суд, што сега сакаат да го демонтираат. Се истакна во сегменти каде што се уште имаме последици. Се истакна со написи скандали. Не со трудови, дела и книги со кои што треба се горде еден уставен судија, кој што како круна треба му биде учеството во таа престижна институција. Институцијата каде што граѓаните се уште гледаат малку надежда правда. Барем малку надежда за правда. И јас навистина не знам како попрактично да ви кажам какви се овие преседани. Ја гледам колешката која што заедно бевме 6 колеги кои што после локалните избори се приклучиве на парламентот. Дали со овој преседан да можеме се вратиме една година наназад? Верификационата комисија ќе можеше да одлучува за 20 или 30 пратеници, ќе престанеше со работа, ќе се испратеа во Собранието на одлучување, а другите 3 ќе ги чекаве 10 месеци или 12 понатаму, како што беше случај со телото што одлучува поставните суди. Дали тој преседан ви дава вас право да скратите избор на граѓаните за пратеник да биде дел од ова собрание? Бидејќи токму тоа се случува. Бидејќи и сега имаме еден куп закони со многу амандмани, каде што доколку смета председателот дека 2 или 3 што му биле него најважните што треба да поминат, биле усвоени на комисијата и веќе се прати на пленарна седница. Каков квалитет на работа на ова собрание ќе имаме понатаму? Дали ќе се чудиме кога не оценуваат со единици или нули од Европска унија? Дали вие сте заслужили со целиот ваш ангажман или енергија што го трошите, ваквите работи ви се случуваат поради власта, поради нивните хирови, поради нивните нарачки? И конечно, во однос на Васич, не се сложувам со најголемиот дел од колегите што велат дека тоа е за заслуга заради исполнувањето на бизнис интересите, на не знам какви тендери, вакцини, Хонг-Конг и така натаму. Може би најлогичната причина што сака да се скрие во Уставниот суд е да биде спречена, да биде заштитен сведок со следната власт. Бидејќи навистина има што да каже и што да разоткрие од криминалите на оваа ненародна власт. Ви благодарам.